Епилепсијата е често придружно заболување кај лицата со различни видови на попреченост. Тоа е логично затоа што секој вид на пореметување на функцијата на мозокот или оштетување на неговата градба може да резултира со епилептични напади и со така наречена симптоматска епилепсија. Така да причините кои довеле до различни видови на попреченост може да се и причини за развој на епилепсија. Епилептичните напади кај лицата како со попреченост, како и впрочем вообичаено, може да се фокални напади, но може да се и генерализирани и симптомите зависат практично од делот на мозокот од каде што се јавуваат нападите. Може да се моторни со грчеви на една рака, нога или половина од тело, понатаму може да се сензитивни, може да се со различни движења, со автоматизми така нарачени, може да се со сочувани или со оштетена свест, а може и да се генерализирани напади при кои пациентот сосема ја губи свеста, паѓа и има грчеви на сите 4 екстремитети. Епилепсијата кај лица со попреченост дополнително ја влошува понекогаш состојбата, затоа што и самите епилептични напади, поготово во раната детска возраст, и ако се чести, ако има чести избивања на електроенцефалограмот, можат да го успорат когнитивниот и физички развој на детето. Поради тоа е многу важно да се препознае дека детето има некаков вид на напади, да се навреме диагностицираат и да се соодветно третираат. Епилепсијата се лекува вообичаено со различни видови антиепилептична терапија, со примена и на нефармаколошки методи, а во некои случаи и со хируршки третман. Во нашата земја достапни ни се различни видови на антиепилептични лекови. Ние секогаш се обидуваме и би сакале нормално да ги имаме и сите најнови лекови, секогаш тоа не е можно. И меѓутоа правиме напори да барем добар дел од антиепилептичната терапија биде достапна и во нашата земја, што е многу важно да е достапна на позитивна листа, затоа што тоа е хронична терапија која бара секојдневна, повеќе годишна употреба и представува големо оптеретување за буџетот на било кое семејство, ако не е на позитивна, например на позитивна листа за пациентите. Тоа мислам дека е еден од начините на кои може да им помогнеме на оваа група и воопшто на сите пациенти со епилепсија. Се разбира, важна е и примената на нефармаколошките методи, поддршката и од општеството и од семејството, едуцирање и на семејството и на општеството што е тоа епилептичен напад, како да се помогне при епилептичен напад, како да постапиме ако некој во семејството, на улица, на работа има епилептичен напад. Исто така сметам дека е потребна и едукација, како и за другите аспекти на лицата со попреченост, така и за епилепсијата и епилептичните напади, затоа што често се и причина за стигматизација на овие луѓе. Се уште кај нас заради недоволна едуцираност постојат одредени предрасуди кон лицата со епилепсија, така да мислам дека треба да се подигне општествената свест и на тоа поле. Што се однесува за други видови на третмани на епилепсијата, постои можност кај некои случаи и се препорачува хируршки третман. Тоа се пак речам избрани случаи каде што лековите не делуваат и ние правиме напори да на нашата клиника да успееме предхируршката проценка да ја направиме, а во соработки со хирурзите евентуално да почнеме и со хируршки третман на епилепсијата. Иако и нашиот здравствен систем и ние како здравствени работници севкупно се обидуваме секогаш да направиме најдобро и највеќе што може за сите пациенти, а секако и за лицата со попреченост и со епилепсија, меѓутоа секогаш има простор за да се направи нешто повеќе.
Значи секогаш има простор да се размислува за нови лекови, да се подобрат условите за хоспитализација кога имаат потреба во болниците. И она што исто така сметам дека е важно, ние секогаш сме им на располагање на пациентите дека е потребно да им се овозможи во местата каде што живеат да добијат соодветна здравствена заштита. Значи бидејќи има и специјалисти, лекари, значи од различни области кои им се потребни, стоматолози и така, мислам дека е потребна едукација и создавање на услови да фактички не мораат секогаш овие лица да се опраќаат само во клиничкиот центар или во соодветните установи во Скопје, него и во местата каде што живеат да секојдневно имаат пристап до адекватна здравствена заштита. Што се однесува до нас, значи ние како лекари, па и како Сдруженијеве за Лига против борба за епилепсија, можам да ветам дека како и досега и од сега ќе се трудиме секој од новите антиепилептици за кои сметаме дека се потребни, дека ќе бидат корисни, ние постојано соработуваме со соодветните установи да бидат донесени во нашата земја и да бидат ставени на позитивна листа.